Во време кога технологијата е насекаде околу нас, се поставува прашањето зошто е важна менталната аритметика кај децата. Токму утрово на оваа тема разговараме со Маријана Маленко, едукатор за когнитивен детски развој, за тоа како преку бројки, меѓутоа и преку музика и игра се развиваат концентрацијата, меморијата и креативното размислување кај децата. Маријана, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Многумина не го знаат терминот ментална аритметика, меѓутоа сепак таа е многу важна. Како да го објасниме овој термин и што всушност представува менталната аритметика? Така, значи најпросто кажано, менталната аритметика е тренинг за здрав мозок. Ментално пресметување на аритметички задачи, ето да го објасниме полесно. Дечињата не само што учат брзо да пресметуваат преку Абакус програмата, тие со тоа што преку сите тие техники и визуализација на Абакусот учат како да ги развиваат двете хемисфери на мозочето, и логичната и креативната страна. Исто така ја подобруваат концентрацијата, вниманието, меморијата кај нив, па и самодовербата. Менталната аритметика не е само пресметување, туку развива и когнитивни вештини, кои конкретни промени ги забележувате кај децата во концентрацијата, вниманието или пак самодовербата? Значи да, како што спомнавме, когнитивните вештини многу брзо почнуваат да се развиваат кај дечињата и веќе видливи се уште од самиот почеток резултатите. Дечињата веќе стануваат многу посмирени, поорганизирани, поконцентрирани се, имаат веќе и поголем интерес за учењето на училиште, зашто со самиот тренинг на мозокот многу полесно ги запомнуваат фактите кои ги учат и можат многу полесно да ги применат понатаму во животот. А секако и самодовербата, кога ќе видат колку лесно можат да решат задачи кои претходно им изгледале тешки, веќе нормално имаат и поголема самодоверба. Зашто имаме ситуации каде што решаваат преку 300 задачи за помалку од 10 минути. Така. Маријана, во вашата програма споменувате дека користите и класична музика, но и игри. Како тие влијаат врз развојот на вештините кај децата? Да, во нашата програма музиката и игрите се голем и важен дел. Класичната музика особено им помага да го релаксираат мозочето на часовите, да се синхронизира мозочната активност. Игрите се најприроден начин на децата за учење. Значи преку песна, преку игра децата се осеќаат онака, си го осеќаат своето јас, се осеќаат природно, се чувствуваат и многу полесно помнат, а и се забавуваат, зашто нас целта ни е да учењето да не биде напор, туку едноставно да се створи љубов кон учењето, да биде забавно, зашто реално цел живот учиме. Токму така, цел живот учиме. Вие сте биле дел од многу меѓународни надпревари со вашите ученици, сте добиле бројни награди. Какви надпревари има кога станува збор за менталната аритметика? Што прават таму учениците, како се надпреваруваат? Значи да, сме биле на повеќе интернационални надпревари. Ете да се пофалиме дека сме освоиле многу први места, речи си секогаш, што е нели голем мотиватор за нас, голем успех, секој медал како едукатор многу ми значи. А и самите дечиња кога ќе се најдат во една средина каде што има стотици нивни врсници од различни земји, најдобрите од најдобрите, и кога ќе ги покажат своите резултати, нели се помотивирани, поинспирирани, горди на себе на своите резултати, а надпреварите реално се тешки затоа што имаат помалку од 10 минути да решат 200, 300, 400 задачи и тука се бара огромна брзина, огромна концентрација и со тоа се гледа и нашиот труд кој го вложуваме тука, напорот, нели, и што е најважно да стигнеме до тие резултати, значи патувањето до целта. Маријана, во најавата споменав дека технологијата денеска е насекаде околу нас. Како да ги убедеме младите да пресметуваат со својот ум, а без при тоа да користат калкулатор? Како да ги оттргнеме младите токму од овие нови технологии и да го користиме својот ум за да може да пресметуваме различни видови на задачи? Значи, технологијата е голем дел од нашиот живот и навистина е
добра алатка која користиме правилно, не го исклучуваме тој момент, меѓутоа технологијата не ја заменува мислата. Со менталната аритметика расте капацитетот на мозокот, значи размислувањата, концентрацијата, креативноста. Колку сме по креативни, стануваме поголеми визионери понатаму. Не можеме нели никого да го убедиме во тоа, меѓутоа калкулаторот може да ни ја даде бројката, а не може размислувањето во позадина да ни го даде. И сепак, ако спортот е тренинг за здраво тело, менталната аритметика е тренинг за здрав ум. Така, и за крај на нашиот разговор, која е пораката што сакате да ја испратите до родителите кои размислуваат дали воопшто нивните деца треба да имаат часови за ментална аритметика или не? Родителите, ето, како што реков, мозокот на детето се развива до 12-та година. Нека му дадат шанса на своето дете да го открие својот потенцијал на мозокот, па нека се изненадат и сами од резултатите понатаму. Маријана, ви благодарам што утрово бевте од Македонија наутро. На тема ментална аритметика, но и когнитивен детски развој, утрово во Македонија наутро разговаравме со Маријана Маленко. Јована?